Истражувачкото новинарство од секогаш било приоритет на вчерашни новости. Овој пат Ланчо Пашазотов истражуваше митски суштества од нашата митологија. Милиардите на Циле, едно вработување во секое семејство на Бранков, инвестициите на Субрата, киднаперите на Груевски. Македонската современа историја е проткаена со митови. Да видиме какво митско суштество ќе истражуваме денес. Да, така е, драгледачи, се наоѓаме пред владата Бермудски триаголник за тендери. Ова е надеж и критична мисла на младите фикерџи, но ние денеска сме тука затоа што некои велат дека овде се појавило митско суштество, драгледачи. Може да ги проследиме нивните сведоштва. Да, така е, драгледачи, се наоѓаме во центарот на Бермудскиот триаголник. Го бараме, нели, нормално митското суштество Хазбилика. Одиме. Еве еден соговорник. Дали го имате видено, господин? Видете, имам слушнено дека постои. Значи, јас 10 години сум тука, не сум од партија и на некој начин важам како митско суштество. Меѓутоа, како и да е, еден колега се заколна дека го видел, немам зашто да не му верувам, така да сигурно постои. Ете, имаме еден човек кој што вели дека постои. Хазбилика, се извинувам, едно прашање, дали го имате видено митското суштество? Не. Овој човек не знае за тоа, но затоа сме ние тука за да прашаме вработените дали постои. Се извинувам, едно прашање. Да, дали го имате видено човекот? Не го познавам. Не, овој човек не знае. Господине, се извинувам, само едно прашање, дали го имате видено митското суштество кое што велат некој дека постои? Да, го видов, баш на истава слика го видов. Значи постои? Да, на истава слика. Читав и на интернет, право ти кажам, најверојатно ова се работи за фотошоп, а не од тоа. Добро, да ти те кажам, прашав не јас, се добро, разбирам. чути, те прашав јас дали си го видел, не, дали си го видел на интернет. Одиме понатаму, драги гледачи, да видиме дали можеби се крие некаде тука и можеби ние ќе бидеме првите што ќе го откриеме ова митско суштество. Идеме. Да, тука имаме човек кој што се разбира во фотошоп, кој што еве ќе се потруди да ни ја потврди автентичноста на оваа фотографија. Господине Надановски, кажете ми дали на таа фотографија се наоѓа вице-премиерот Хазбилика? Видете, на прво изгледа автентично. Но кога се работи за манипулација во политичките води, таму работат професионалци кои што се врвни во својата струка. И секогаш постои можноста во случајната фигура на Хазбилика да е направена специјално само за сликата. Колку страшно изгледа овој човек. А кажете ми, дали е можно да е Хазбилика вистински човек? Ме заебаваш? Па да, те заебавам, пошто малце пробувам да го дигнам хуморот на оваа емисија, пошто сепак сме хумористична емисија. Идеме со следниот вработен кој што ќе ни одговори. Се извинувам, господјо, извинете што ве прекинувам, дали го имате видено Хазбилика? Да. Каде мори? Дебре брати, не баба Рога, еве го. Што е тоа? Еве, Хазбилика, латински сток. Еве го, тука, значи Хазбилика. Да. Да, зима плата, здравствено осигурен. Да, ете, драги гледачи, се реши оваа мистерија. Хазбилика не знаеме дали постои, но сепак зима плата, тоа е сигурно. А од митските работи остана уште да најдеме хумор во вчерашни студија. Не, и ова е лошо.